Горда сум и среќна и пресреќна, како песната што вели, горда сум и пресреќна што сум македонка, а полична што сум прилепчанка. Значи, овај денешниот ден, Света Богородица ден, ние славиме 10 години од постоењето на нашата организација, која се вика Мајка Традиција. Горда сум што стојам на чело на таа организација, горда сум на моите членки, прекрасни, трудолюбиви и распеани, развеселени во секој момент. И да ви кажам, среќна сум и горда денешниот ден што го гледам овај број на учесници и на публика, да не видат и да разберат и да слушнат за мајката да се тие гледаат стално, не удостојуваат на нашите манифестации. Му благодарам и на публиката и на граѓаните што во секоја манифестација се удостоени. Да продолжиме ние со нашите манифестации, а најмногу со традицијата и со љубовта меѓу нас, со дружењето и пораката е да бидиме сите здружени, сплотими за она што е убаво да настапиме, да се изразиме и да се искажиме. Денес е навистина голем ден, слава 10 години од постоењето на невладината женска организација Мајка и Традиција. Тетка Љупка е основач на оваа невладина организација која што представува бренд на некој начин на нашиот град и има некако ние чувствуваме и како партнер заедно и со другите женски организации во градот на локалната самоуправа, учествувале во многу културни манифестации во градот, одбележување на празници, датуми, верски празници. Значи, навистина во права смисла Мајка и Традиција го оправдуваат името, цело време штитејќи ја и презентирајќи ја македонската и посебно прилепската традиција, култура, обичај и така натаму. Му посакувам многу здравје, да имат среќа, успех да имат во работењето, да слават уште многу јубилеј и гледам дека покрај повозрастните имат и помладок, што значи тие традиции и обичаи ќе ги пренесат и на помладите генерации. Учествува навистина во многу настани, еден од најбитните настани секако беше и влегувањето на прилеп во Гинис со Свети Николските сарми, кога со вештите раце на жените од Мајка и Традиција и другите женски организации се постигна тој Гинисов рекорд 80.191 сарма, кој ќе биде запишан во историјата на Прилеп Македонија и во Гинис, каде што влеговме под уставното име на најчитаната книга во светот Република Македонија. Уште еднаш голема благодарност и уште повеќе да го презентират она што го наумиле како презентација на традицијата, обичаите на Прилеп, понатаму во Прилеп и надвор од Прилеп. Ве поздравувам сите. Се постоела и ќе постои заедно со традиција. Пирин планина и кресне стополе и силно провикна до Пирин планина. Тута е една од најголемите со која се прочу за Прилеп, за Македонија во целиот. Вистина во еден бренд на градот Прилеп. Аплауз до сите членови на Мајка и кој што пред 10 години почна многу срамежливо така. Свети Никола, кога памтам, се произведија се она што е традиционална трпеза за овој празник, така да сигурно постани ќе ги пробаме, ќе ги густираме да видиме. Право на
vam na ovaj velikolepen nastan posveten na naš